Експресниот пат Штип Кочани ги остави земјоделците од балван без вода. Багерите кои ги вршат градежните работи на патот сериозно го оштетиле подводниот водоснабдителен систем, тврдат земјоделците. Ова значи дека наводнителната сезона за околу 500 хектари земјоделски површини виши на конец. Со влегувањето на машините на теренот за почеток на изградбата, почнато е да се уништува системот за наводнување. Истиот треба да биде во функција веднаш, а ние водата не можеме да ја добиваме ради тоа што системот е уништен од страна на граните, на изведувачот на работите. Проблемот за нив е алармантен, зашто вода ни системот ќе се пушти за една недела. Од наредната среда, ако има вода, ние не можеме да почнеме да вадим. А не само тоа, имам и 12 хектара, и пченка имам насејано, и нова луцарка што нема шанси да поникне. Ако више продужи вака, имам и тука 6 хектара, и тука ако скинат и таа цевка, и там ќе се блокирам и нема. Виш, имам огромни штети со времето и мислам дека нема да може да продужиме земјоделието за оваа година вака. За вакви работи да не се повторуваат и во иднина, земјоделците апелираат. Ово е прв коп на гранит и прва штета, сериозна штета. Во целото поле натаму има 36 вакви премини каде што треба да биде патот. Секаде има цевки. Ако се искрши системот ќе се стае надвор од функција подолго време. Ако скршат цевка гранит што е препоставен за вај автопат, зборам 3 чешми до Кочани, значи треба да се скрше да се инвентира одма. За проблемот се запознати и во водостопанство, од каде денес екипи извршиле увид и реагирале до надлежните институции. Денес реагиравме до дирекција, меѓутоа се јавивме и до јавното претпријатие за државни патишта, до нивната дирекција, ги објаснивме сите проблеми настанати од страна на изведувачот гранит, каде што ги рекоа дека веднаш ќе превземат мерки и ќе стапат во контакт и со гранит, меѓутоа и со надзорот, за да може да ги исправат работиве и за да можат во иднина да внимаваат да не се случуваат исти вакви работи. Дали реакциите и на едните и на другите ќе продат со плод, ќе се види наскоро. Сепак, брза интервенција за поправка на системот е неопходна, зашто време има уште малку.